Има две држави кои што отворено одбиле да прифатат мигранти. Едната од тие држави е Црна Гора и црногорскиот премиер кој што вели ние не сме на рутата, балканската рута за мигранти затоа што немаме доволно развиена патна инфраструктура, таму се планини и така натаму, вели ние можеме да помогнеме на други начини, не со прифаќање на мигранти и изградба на центри за мигранти во нашата држава, тоа е Црна Гора. Другиот кој што одби, тој одби уште во мај, тоа е албанскиот премиер Еди Рама кој што кажа дека тоа не доаѓа во предбит. Еден кој што прифати, Албин Курти, че практично во интервју вели ние чувствуваме обврска кон Обединетото кралство затоа што ни помогна за време на војните во 90-тите, 98-99. Она што е можеби најшокантниот дел од се ова е она кој што го пишува Times. Ќе ви кажам дека сите британски медиуми коментираат дека денеска на тој состанок на лидерите на Западен Балкан со Кир Стармер се разговарало за изградба на мигрантски кампови, за миграцијска политика и така натаму. Чи сите без исклучок. Times е еден од најстарите и еден од најверодостојните медиуми во Велика Британија. Да видиме што пишува Times. Откри дека Британија имала предлог за Косово и Северна Македонија, вели како и неколку држави надвор од Европа за идејата за отварање на мигрантски центри во Северна Македонија. И сега? Но вика Северна Македонија до овој момент нема одговорено на барањето на Times за интервју на оваа тема. Премиерот македонски, да може и северно македонски, Христијан Мицковски, добил барање за интервју од најреномираниот британски магазин вестник Times и го одбил. Зашто? Затоа што прашањето и темата е изградба на мигрантски кампови, мигрантски центри во Македонија. Јас можам да кажам, познавајќи го онаку што познавам премиерот, е дека тој никогаш не одбил интервју за Times. Сем во ситуација ако не прифатил изградба на мигрантски центри или ако не води преговори за изградба на мигрантски центри во Македонија.